На прагот на новата реколта за откуп на тутунот, тутунарите очекуваат далеку повисоки цени за разлика од лани, затоа што велат дека годинава квалитетот бил многу подобар. Поради сушното време ќе имало и помалку тутун од лани, односно се очекува реколтата да тежи максимум околу 20 милиони килограми, а може би и помалку. Од Сојузот на земјоделски здруженија се задоволни од промените што настанале во правилникот за откуп. Во првата класа ги зголемивме сантимите на тутуно од 12 на 14 сантиметри, во втората класа ги зголемивме до 18 сантиметри, во третата класа, што досега никогаш не било подбирот да биде проценуван во трета класа, годинава подбирот или првата берба по наше кажано, влегува во трета класа. Оваа година ние се изборивме и направивме на збирна класа, таа ќе биде втора прва класа, она истата четворката класа, ќе биде во таа втора прва класа, се она што е расипано, затрулено, оштетено до 60%, ќе биде во таа збирна класа. И од новоформираните тутунски здруженија очекуваат просечната цена да не биде подолу од 220 денари за килограм, бидејќи тутунот бил со одличен квалитет. За измените на правилникот за откупак, тие се со спротивен став и сметаат дека се само шминка со која ништо суштински не се решило. Инспекторатот за земјоделие да бидат будни, присутни цело време на терен и да ги зачестат своите контроли на откупните пунктови, а исто така сметаме дека како фактор кој што може да одлучува за подобра и повисок просек во оваа реколта се поверениците кои се делегирани на ваги, се тие она брана, да речам прва, која што може да осигура за тутунарите повисока откупна цена. Дел од откупните фирми велат дека се комплетно подготвени за откупот. Обезбедени се финансиските средства, воено и потребната документација. Ние сме максимално подготвени од понеделник понатаму, кога ќе бидат нашите кооперанти подготвени, сме спремни да ги пречекаме на нашите ваги. Во понеделник компаниите ги земаат мострите, а од вторник која сака компанија може да започне со предвремениот откуп. Законскиот рок пак за започнување на откуп е до 15 декември.